Почитувани, спортот во Битола е на најниски гранки во последните 30 години. Битола беше европски ракометен центар. Во Битола во континуитет имавме и квалитетен фудбал, кошарка, врвен бокс, борење, атлетика, гимнастика, шах, одличен пинг-понг, велосипедизам. После 12 години владење во Битола, без никаков срам, деновиве повторно ни ветуваат стадиони, сали, базени, скейт паркови, велосипедски патеки. Опозицијата го има планот за живот и во него се обврзуваме на следното. Ќе воведеме ефикасен систем за целосна поддршка на спортот. Ќе одредиме максимални квоти за добивање на финансиски поволности од државата, а спортските клубови ќе бидат поделени во 3 категории во зависност од степенот на надпреварувањето. Во првата категорија, спортските клубови кои се надпреваруваат во меѓународни рамки ќе имаат можност да добијат по 300.000 евра, а поединци до 15.000 евра. Втората категорија, односно клубови во највисок домашен ранг, ќе добиваат до 200.000 евра или за поединците до 10.000 евра, а клубовите кои се надпреваруваат во втората македонска лига ќе добиваат максимален износ до 25.000 евра од државата. Финансиски поволности ќе се добиваат и преку пренасочување на дел од данокот на добивка на претпријатијата. Тие ќе можат дел од својата обврска за данокот на добивка, наместо да ја уплаќаат во државата, да ја вложуваат во спортските клубови или да спонзорираат некој индивидуален спортист. Ќе формираме и спортски финансиски фонд во рамките на Агенцијата за млади и спорт, каде ќе се слеваат финансиски средства наменети за развој на спортот. Тој ќе се полни од следниви извори: средства од издавање на лиценца за работа на спортските обложувалници во 100% износ, процентуален дел од секоја поединечна уплата на тикет за спортско обложување, дел од акцизата за цигари и алкохол и процент од уплатите од игрите на среќа. Исто така, спортистите со навршени 40 години кои што играле за одредена репрезентација по одредени критериуми ќе добиваат и спортска пензија. Ќе се формира Национален совет за спорт во кој ќе има 7 членови. Тој ќе биде составен од најдобрите 5 федерации, ранкирани според оннапред утврден критериум, плюс председателот на Македонскиот олимписки комитет и директорот на Агенцијата за млади и спорт. Значи политиката ќе ја тргнеме од спортот. Власта на ВМРО-ДПМН во спортот создаде систем кој разединува и без аргументи финансира, поддржува и фаворизира партиски клубови и федерации, делејќи ги на наши и ваши, како спортистите, федерациите и младите во државата. Власта заборави на спортистите и репрезентациите кои осварија право на учество на најголемите спортски надпревари и покажа понижувачки однос кон стручните кадри и волонтерите во спортот. Затоа ние на сето ова ќе му ставиме крај на 11 декември, затоа ќе гласаме за живот во Македонија. Благодарам.